Добар ден. Викенд изданието на Централниот дневник вообичаено посветен на вестите од културата. Во продолжение да погледнеме што ни подготви нашата редакција. Четвртото издание на фестивалот на балкански и медитерански филм Преку езерото ќе се одржи од 7 до 12 август на 3 локации во Дојран. Еден од најважните сегменти на фестивалот, покрај неговата програма, е доделувањето на високата награда за актерско достигнување во уметноста на филмот Мето Јовановски, која годинава ќе му биде доделена на српскиот актер Лазар Ристовски. Четвртото издание на фестивалот на медитерански и балкански филм Преку езерото ќе се одржи од 7 до 12 август во Дојран. Фестивалот и годинава во текот на 5 фестивалски денови ќе го промовира македонскиот филм, македонските автори, кинематографијата и културата. Но исто така го промовира туризмот, историјата и духовните вредности. Оваа година програмата на фестивалот ќе се дисперзира и во Струмица и Гевгелија. Директорот на фестивалот Јани Бојаджи вели дека е направена најдобрата селекција со медитерански дух, со високонаративни и естетски уметнички дела. Сите филмови се, например, хрватска продукција, босански режисер, срби копродуценти. Балканско, медитеранско, типично. Ирански режисер, италијански филм, сенегалска приказна. Српска продукција, македонски актер, афганистанци кои зборуваат на ирански. Значи, сите филмови во себе си ја имаат она нитка на Медитеранот, нели, кој го прави тоа што е. Уметничкиот директор Небојша Јовановиќ се радува дека фестивалот станува дел од туристичката понуда на Дојран и целиот регион, мисија која е поставена пред 4 години. Главната надпреварувачка програма оваа година ќе донесе 6 свежи медитерански приказни кои во себе носат силна провокација за сетилата на гледачите во визуелна и наративна смисла, но и особена актуелност за она што важно се случува околу нас. Гледачите и јавноста во Дојран оваа година ќе имаат можност да видат една силна филмска програма преку која ќе доживеат исклучителна вештина за раскажување на приказки преку слики и звук или поточно со латките на филмскиот јазик. Оваа година наградата Мето Јовановски ќе ја добие големиот балкански, српски и македонски актер Лазар Ристовски. Во официјална селекција на долгометражни играни филмови се одбрани хрватскиот после летото, новата година што никогаш не дојде од Романија, било кога, било каде од Италија, словенскиот Мали палави девојки, српскиот Помеѓу боговите и Месо од Грција. Во официјалната селекција пак на кусометражни филмови има 15 филмови на автори од 10 земји од Балканот и Медитеранот. Во неофицијалната и ревијалната програма ќе бидат прикажани уште десетина различни филмови од различни жанрови. Жирито и оваа година ќе биде меѓународно, а ланскиот лауреат, грчкиот режисер Христос Пасалис, ќе биде претседател на жирито. Истовремено, во филмските денови ќе се одржи и работилница за развој на сценарио на дипломски или дебютантски кусометражен игран филм. Ансамблот на народни игри и песни Орце Николов од Скопје оваа година одбележува 80 години од своето постоење. Во понеделникот на 7 јули пред колонадата пред платото на Македонската опера и балет се одржа концерт кој беше насловен 80 години Оро со Орце. А во склоп на 46-тото издание на Скопското лето 2025 година. Концертот беше подарок на ансамблот Орце Николов за градот Скопје, каде сите присутни уживаа во македонската фолклорна традиција. На 7 јули, во понеделникот, со почеток во 20 часот и 30 минути, на колонадата пред платото на Македонската опера и балет се одржа концерт на ансамблот на народни песни и игри Орце Николов од Скопје. Концертот беше насловен 80 години Оро со Орце, по повод 80 години постоење на ансамблот, а во склоп на 46-тото издание на Скопското лето 2025 година. Во рамките на 46-тото издание на Скопското лето, во кое што сме врзани од самите
негови почетоци и вечерашниот концерт е под мото 80 години Оро Сорце. Во текот на годината се реализира низа на активности и ќе се реализира до крајот на годината. Централните манифестации се одржува во Македонската опера и балет со пригоден концерт и со изложба на фотографии, со учество на бројни генерации на Орце Николов, а истото тоа ќе продолжиме и со други активности до крајот на годината. Исто така ќе дадеме придонеси на меѓународен план, со детскиот ансамбл веќе учествувавме на меѓународен фолклорен фестивал во Будва во Црна Гора, а сега со првиот ансамбл ќе земеме учество на повеќе фестивали во крајот на јули во Полска, за да со групата на ветерани крајот на август учествуваме на фестивалот на ветерани во Турската република Северен Кипел. Денешниот концерт го правиме за граѓаните на Скопје и би се представиле со игри и песни од повеќе етнички предели во Македонија, вклучувајќи во Скопскиот регион, Овчеполието, имаме градски игри од Велешкој регион, така што се надевам дека ќе уживаат. Воедно сум и вокалистка во ансамблот Орце Николов и вечерва би се представила со песната Море ден невено од Средоречкиот крај. Ансамблот на народни песни и ора Орце Николов е културно-уметничко друштво основано во Скопје 1945 година, а формирано е од Синдикатот на металските работници на аеродромот Скопје со задача да ги афирмира македонските народни ора, песни, носии и обичаи. Ансамблот оваа година одбележува 80 години од своето постоење, каде со нивните настапи ширум земјата и светот обединуваат и радуваат граѓани од сите возрасти, од најмали до највозрасни. Ансамблот на народни игри и песни Орце Николов е еден од најстарите и најзначајните носители на фолклорната традиција во Македонија. Со концерт на оркестарот на Македонската филхармонија, вечерва со почеток во 21 часот, на сцената на Античкиот театар во Охрид ќе се отвори 65-тото издание на фестивалот Охридско лето. Како солистка ќе настапи американската пианистка Клер Хуангчи, а диригент е Едвин Аутвотер од Соединетите Американски држави. На програмата се Пајдушко од Дамир и Мери, симфониски танци од приказна од западната страна од Леонард Берштвин и Рапсодија во сино од Џорџ Гершвин. Годинава на програмата се вклучени едни од најеминентните репродуктивни уметници во своите области во светски размери. Уметници со преполни биографии барани да настапуваат на најпрестижните сцени. Со тоа, Охридско лето се издига високо на мапата на најпрестижни уметнички фестивали, не само во Европа, туку и пошироко. Веќе 65 години уметноста, музиката и театарот го осветлуваат Охридското лето и ја претвораат нашата древна сцена во средиште на светската култура. Од 12 јули до 20 август Охрид повторно ќе живее со звукот на маестрални концерти, врвни театарски представи и незаборавни културни вечери. Добре дојдовте на местото каде што летото зборува со јазикот на уметноста. И годинава покровител на фестивалот Охридско лето е претседателката на Република Македонија Гордана Силјановска-Давкова. Заедно градиме уметност, наследство и културно богатство што ќе остане како аманет за идните генерации. Со оваа информација, почитувани, ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам на вниманието. Довидување.